Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Светлина што обединува, нова приказна што не сплотува. Добро вечер, почитувани пријатели, драги членови и симпатизери на Гром, граѓани, добро вечер Македонија, добро вечер Скопје, добро вечер Карпош. Најпрвим би сакал да му одговорам на комшијата на сестра му на Чедо. Шта се баби хтило, тој се снило. Втора работа. Ако беше сега Панчо Минов, ќе држеше говор 10 минути, после 10 минути ќе се потргнеше настрана и ќе кажеше: "Дебе еден аплауз дајте мајко му." Така прави Панчо. Трета работа. Надвор од сценаријето го поканувам еден млад човек, Иван Чепреганов, да се качи овде на говорницата. Тој е млад човек, има трема, бидете сигурни. Еден голем аплауз за него. Иван, дојди малку. Само сакам да ви каже тоа што нам ни кажа денеска како извештај од тоа како ги доживеал средбите на граѓаните во Газибаба. Иван, повели. Почитувани присутни, денеска са бајле на изборниот штаб, на централниот штаб, поточно на Гром. Стефче Јакимовски ме праша како поминовте на средбите поточно во Газибаба. Во овие неколку дена на средбите во Газибаба имавме одличен прием, при кој што јас слободно можам да заклучам дека ние, ако продолжиме вака, наскоро ќе имаме 62 пратеника. Останите. Не каже се. Рече по она што секаде кај што отидов, секоја врата што ни отворија. Како беа насмејани, како ве поздравуваа вас председателе, со какво задоволство разговараа за Гром. Јас сум сигурен дека 62 пратеника не ни гинат, само не можам да гарантирам за оние 3 од диаспората. Во овие зборови на Иван Чеперганов има многу вистина. А таа вистина е дека граѓанската опција за Македонија се наметна во оваа изборна кампања. Нема анимозитет од граѓаните кон граѓанската опција за Македонија. Туку веќе си ја прифаќаат како блиска. Точно е дека
дека сме млади, дека постоиме кратко време, но има ли веќе денеска граѓанин на Република Македонија? Има ли катче во Македонија кој не знае за граѓанската опција за Македонија? За коалицијата Гром, за тоа кој е лидер на граѓанската опција за Македонија? Има ли граѓанин кој што не знае кој е господинот Зоран Поповски? Ете, тоа се придобивките од оваа изборна кампања. Почитувани пријатели, почитувани коалициони партнери, би сакал да ви се заблагодарам на сите за несебичната поддршка која што ни ја дадовте во оваа изборна кампања. Јас, после 42 дена, очекував овде да видам уморни лица. Меѓутоа, јас вечерва гледам гром луѓе. Јас овде гледам луѓе желни за борба. Јас овде гледам луѓе желни за победа, за успеси, луѓе желни за промена во Република Македонија. Ви благодарам од срце од име на изборниот штаб, од името на коалицијата Гром, за вашиот несебичен ангажман, на сите членови и симпатизери на Гром, посебно на форумот на младите. Јас сум бил член и на две поранешни партии, никогаш вакви, добри, убави, вредни и одани млади луѓе не сме имале како сега што ги имаме во форумот на млади на Гром. Тоа е нашето најголемо богатство. Почитувани пријатели, се наметнавме кај граѓаните. Присутни сме веќе во секој дом во Република Македонија. Стартувавме од нула. Во првото полувреме дојдовме до 31.300.000 гласови официјално. Секако дека не сме им драги на двете големи политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. Направија многу за да се потрудат да не спречат. Некои употребуваа дули камења, употребуваа и спреови, кршеа и штабови, ни поништуваа гласачки ливчиња и дури 15.000. Ама ние не плачеме, сакаме да им кажеме дека сме посилни. Посилни сме за едно искуство. Посилни сме и похрабри сме. Ние продолжуваме. Ние продолжуваме до 27. Да ја довееме вашата доверба, да ја добиеме довербата на граѓаните, да се потрудиме Гром да обезбеди пратеничка група, да биде баланс на политичката сцена во Република Македонија. Секој во оваа изборна кампања си кажува своји приказни. Едните да ја освоиле власта за да не ослободеле, а тамо каде што владеат се однесуваат повеќе од тирани. А другите им требале 62 пратеника за да се спротиставеле, односно да се пресметале со ДУИ, а пак на ДУИ му треба 25 пратеника за да се пресметал со ВМРО ДПМН. Тие нека си ги кажуваат желбите, но ние што седиме на овие, стоиме на овие говорници, имаме задача да ги разобличиме и да им кажеме: имавте 62 пратеника 2008. Не видовме дека се пресметавте вие, не ги извадивте ракавиците, се тепа вашите деца од ВМРО ДПМН и од ДУИ на кале. Тоа беше ќарото, тоа што имате 62 пратеника. Почитувани пријатели, Тома Николич и Вучич направија политичка кариера на паролата "Не дамо Косово", а денеска преговараат за Косово. Овие кај нас што бараат едните 62 пратеника, а другите 25, ги бараат за да имаат двотретинско мнозинство, а не за да се пресметуваат. Омразата ќе остане само кај вас. Двотретинско мнозинство им треба за да го сменат уставот, за да го променат името, за да го ја менјаат химната, за да го менуваат знамето, за да го менуваат грбот. Да знаете, тоа им се потребните двотретински мнозинства, а не за нивните пресметки како тоа што се обидуваат да ги измамат граѓаните на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, им се свигало или не,
ке го имаат и Гром, ке имаат и граѓанската опција за Македонија. Како велат? Му било судено на јарецот да си ги носи роговите. Па и нив им е судено да не имаат и нас како политичка партија. Ако работеа подобро и се однесуваа посовесно, веројатно можеби немаше да има потреба од граѓанската опција за Македонија. Затоа ние се појавивме на политичката сцена, за да бидеме поразлични од нив, за да им кажеме дека нема да се надпреваруваме во плукање во далечина, дека нема национализмот да го користиме за да собираме политички поени, нема да ги лажеме граѓаните, дека нема да ги заплашуваме нашите граѓани, дека нема да собираме гласови за да владееме, туку за да бидеме, за да им служиме на граѓаните. Тоа е нашата цел. Да ги решаваме проблемите на граѓаните. Не бараме власт за да владееме и да ги заплашуваме граѓаните, туку да се ставиме на нивна услуга и да им служиме и на македонците, и на албанците, и на турците, и на власите, и на ромите, и на србите, и на бошњаците, и на македонците муслимани, и на црногорците, и хрватите, и сите оние граѓани што живеат во Република Македонија. Нема да одиме и да разговараме како и нив, да собираме поени на разлики, туку на единство. На Македонија ни треба единство околу најголемиот проблем, сиромаштијата и невработеноста. Не ни треба делби, не ни треба омраза, не ни треба пресметки. Сите солзи се исти, безбојни на секоја мајка, без разлика на која вера и која нација и припага. Секоја болка е иста. И затоа, почитувани пријатели, да се обединуваме околу доброто. Имаме право, како граѓани, да им кажеме и на едната и на другата партија, дека немаме три животи. Едниот да ни го потрошат левите, а другиот десните, за да можеме да ги преживееме нивните промашувања, а третиот да ни биде резервен. Еден живот имаме и тој ни е драг и мил, и ние сакаме во овој живот да размислуваме за иднината на нашите деца. И не им го даваме да ни го трошат безочно. Колку и да сме како граѓанска опција на Македонија, сакаме да им кажеме дека нашиот пат, нашата битка не застанува на 27. Ние ќе продолжиме да се бориме за вистината. Ние ќе продолжиме да бидеме трибуни на граѓаните, да се бориме за нивните права. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да живеат подобро. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право администрацијата која плаќаат да биде нивни вистински сервиси, имаат право на добри услуги. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да имаат повеќе пари, предпријатијата да имаат повеќе пари. Зашто граѓаните имаат право да и кажат на владата дека троши безочно. Отшто толку многу има пари, па почна повеќе да троши на мртвите отколку на живите. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да знаат дека во оваа земја треба да работат младите луѓе, треба да работат граѓаните, а не да слушаме колку владата се утепувала од работа. Зашто граѓаните на Република Македонија имаат право да се надеваат на нови работни места во стопанството. Не сакаме граѓаните на Република Македонија да бидат ничии поданици. Не сакаме граѓаните на Република Македонија некој да ги прави да му јадат од рака, зашто им давал субвенции, зашто им давал социјална помош, зашто им давал нега од друго лице, затоа што само он можел да ги вработи во администрацијата. Не сакаме ние, нашите граѓани, да бидат ничии подавници, туку напротив, тие да бидат слободни граѓани, да медиумите во Република Македонија бидат слободни, затоа што највисоко цивилизацијско достигнување да има слобода на говорот, слобода на мислата, слобода на изразувањето, слобода на политичкото убедување и слобода на избор. Ние од Гром излеговме пред вас за да вие имате поголем избор. Тој вистински избор е бројот 8. На 27 ве повикувам, вие
заедно со уште многу другари, роднини, пријатели, да дадете поддршка на коалицијата Гром, да Гром има пратеничка група, да ги браниме вашите интереси, да застанеме меѓу завојуваните страни во Република Македонија, да се трудиме да ја обединиме Република Македонија. До оваа изборна кампања, познат и афирмиран во јавноста бев само јас. Сега веќе сме многу повеќе. Познат и афирмиран во јавноста е и господинот Зоран Поповски. Има ли некој што не кажал добар збор за господинот Зоран Поповски? Познат и афирмиран во јавноста е веќе и професор доктор Чедо Саздовски, и нашиот секретар Виктор Цветковски, и магистар Штерио Николов, и господинот Панчо Минов, познат и господинот Љупчо Настовски и магистар Горан Анчевски. Тоа се луѓето кои се вложија себе си заедно со своите тимови, за да на оваа изборна кампања достоинствено ги презентираат граѓаните граѓанската опција за Македонија. Јас сум убеден, почитувани пријатели, дека вака, со ваков ентузијазам и со ваква желба за натамошна наша соработка, ќе дојдете во недела после 21 часот на аголот на Рузвелтова и Теодосија и Гологанов, и нека ечи и нека се пее, не може нам нико ништа. Да сте ми живи и здрави! Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Сонцето на утро се раѓа, замисли желба една звезда паѓа.